После кратка пауза во која вредно подготвувавме нови материјали и презентации, конечно започнуваме со B2 нивото на германски јазик. Ова ниво е вистински предизвик, ќе прошируваме вокабулар, ќе работиме на покомплексни граматички структури, ќе учиме поврзувачки зборови за формален говор и пишување и многу практични примери што ќе ви помогнат да звучите како вистински германски говорник. Со секој час ќе надградуваме знаење чекор по чекор и ќе правиме задачи како на реален B2 курс. Ајде да започнеме. Првото предавање за B2 ниво ни е за номинализирунг und вербализирунг, или на македонски во превод номинализирање и вербализирање на зборовите. Пред да започнеме, ќе ве потсетиме да не следите на Facebook и Instagram како германски јазик онлайн, каде што објавуваме кога се снимаат нови видеа. Што ќе учиме во ова видео во неколку подточки. Првично и поважно за ова предавање ни е номинализирунг. Потоа вербализирунг и nomen verb verbindungen. За тоа ќе споменеме на кратко, а ќе имаме целосно предавање во следното видео. Започнуваме со номинализирање или номинализирунг. Што е тоа номинализирунг во германскиот јазик? Тоа е процес кога глагол, придавка или цел израз се претвора во именка, за да добиеме формален, научен или административен стил на зборување. Ова е многу важно за B2 ниво. Зошто се користи и кога се користи? Ова го користиме за да се постигне, како што кажавме пред малку, поформален или академски стил. И е типично за Zeitungssprache или јазик кој се користи во весници. Исто така се користи за да се изрази некоја апстрактна идеја. И да се избегнат премногу долги глаголски конструкции. Значи за да користиме почесто номинал стил или стил во кој доминираат именките. Ќе видиме во следните неколку минути. Кога ќе го користиме овај начин на зборување или пишување? Во академски текстови, потоа формални писма, научни статии, како што кажав пред кратко за B2 или C1 тестови, и административен јазик, кога пишуваме официјални документи, државни, административни институции и така натаму. Одиме понатаму. Во кои административни случаеви ќе го користиме номинализирунг? Zuzahlung verpflichtet или обврзаност за плаќање, на пример. Второ, die Anmeldung, пријава на нешто. Како трето, die Bestätigung, некаква потврда. Или die Ausstellung или издавање на документи, лични карти и слично. Да видиме по неколку примери за сите од овие 4 случаеви. Во левата страна на табелата имаме класична реченица, а во десната страна номинализирани реченици. Sie müssen zahlen, вие морате да платите. Ова би го кажале ако веќе знаеме германски на некое пониско ниво. За B2 би номинализирале и реченицата со исто значење би рекле Sie sind zur Zahlung verpflichtet. Вие сте обврзани за плаќање. Или кога зборуваме за некоја пријава, Sie müssen sich anmelden. Вие треба да се пријавите. Ако ја номинализираме реченицата, ќе биде Die Anmeldung ist
Erforderlich. Пријавата е потребна. Кога зборуваме за потврда, Sie müssen das bestätigen. Вие треба да го потврдите тоа. Wir benötigen eine Bestätigung. Потребна ни е потврда на нас. И при издавање на некои документи, класична реченица Das Amt stellt das Dokument aus. Службата го издава документот. Номинализирано би било Die Ausstellung des Dokuments dauert 3 Tage. Издавањето на документот трае 3 дена. Дали номинализирунг е исто со деривирунг? Или, ако се сеќавате, она што го учевме при сложенки или композита номен тип дериват. Номинализирунг, како што кажавме, е процес кога глагол или придавка се претвора во именка. Деривирунг, или композита тип дериват, е процес при создавање на нова зборовна форма преку додавање на префикс или суфикс. Имаат слично значење, но не се исто. Номинализирунг е поттип на деривирунг, но деривирунг е поширок поим. Ке видиме примери. Зошто се слични? Например, зборот schön или убаво, номинализиран би бил Schönheit и исто како композита Schönheit или убавина. Исто како Wahrheit би било во двата случаеви исто. Но, која е разликата? Номинализирунг имаме кога од глагол или придавка ќе претвориме и ќе добиеме именка. А деривирунг имаме истиот случај кога од глагол или придавка се добива именка, но можеме и од именка или глагол да добиеме придавка. Значи деривирунг има пошироко користење. Тоа беше за воведот. Сега малку понапредно за B2. Дали номинализирунг зависи од падежите во реченицата? Тоа е точно, бидејќи најчесто се користи со генитив. И тоа е, како што знаете, B2 карактеристика. Во B2 ниво ќе обрнеме внимание поќе на генитив речениците. Да видиме примери. Wir diskutieren über das Thema. Ние дискутираме за темата. Номинализирана реченица би се рекло Die Diskussion des Themas war schwer. Дискусијата на темата беше тешка. Или втор пример, Wir diskutieren das Problem. Ние го дискутираме проблемот. Die Diskussion des Problems findet statt. Се одржува дискусија на проблемот. Трет пример, Wir beenden das Projekt. Ние го завршуваме проектот. Номинализирана реченица Die Beendigung des Projekts erfolgt morgen. Завршувањето на проектот ќе се случи утре. Какви типови на номинализирунг постојат во германскиот јазик? Постојат неколку типови и неколку подтипови. Првиот тип е деривационален номинализирунг. Ова е слично со тип дериват на сложенките. Во овој случај имаме глагол или придавка која се претвора во именка со додавање на одреден суфикс и добиваме именка, како што кажавме. Например, schön, која е придавка, значи убаво, како именка додаваме суфикс heit и добиваме die Schönheit, убавина. Malen е глагол слика, der Maler сликар. Вториот тип на номинализирунг е синтактички или синтактичен номинализирунг.
Овде целата реченица добива именска функција. На пример, gut или добро, добиваме das Gute, доброто. Ке го видиме истото малку поопширно во следните слайдови. Spielen, das Spielen, игра и играње. Liest, глаголот чита, во овој случај конјугиран, имаме das Lesen, читањето. Сега започнуваме со првиот тип на номинализирање, а тоа е деривационото. Derivationale oder morphologische Nominalisierung. Тоа е случај, како што кажавме, кога глагол или придавка се претвора во именка со додавање на деривацијски суфикс за да ја добиеме именката. Тоа е подтип на композита nomen тип дериват, кога се создава нов збор преку префикс или суфикс. Да видиме пример. Суфиксот или наставката ung плюс глаголот arbeiten добиваме die Arbeitung, работа, и ова ни е именка. Heit, schön, убаво, die Schönheit, убавина. Frei или слободно, die Freiheit, слобода. Freund и Freundschaft. König, das Königtum. Malen, der Maler, ова веќе го споменавме. Spielen, die Spielerei. Lehr и Lehrling, практикант и настава. Christ и Christentum. Erleben, das Erlebnis. И многу други. Да видиме неколку примери реченици. Lernt jeden Tag. Тој учи секој ден. Номинализирана реченицата би била seine Lernung dauert viele Jahre. Неговото учење трае многу години. Ich erlebe viele Dinge. Јас доживувам многу работи. Со деривацијски суфикс имаме dieses Erlebnis war schön. Овој доживеј беше убав. Arbeitet in einer Fabrik. Тој работи во фабрика. Ist ein Arbeiter. Тој е работник. Sara ist freundlich. Во овој случај зборуваме за придавка која ќе претвориме во именка. Ihre Freundlichkeit ist bekannt. Нејзината љубезност е позната. И уште една придавка, Philipp ist glücklich. Seine Glücklichkeit ist ehrlich. Неговата среќа е искрена. Одиме понатаму со вториот тип или синтактичко номинализирање. Синтактична номинализирунг. Тоа е кога целиот глаголски израз се менува во именска структура, не само еден збор како при деривационата номинализација. Постојат два подтипови на овој тип, и тоа се инфинитив номинализација или случај кога глагол или придавка се претвора во именка со употреба на артикл плюс голема почетна буква. Веќе знаеме од пониските нивоа дека именките во германскиот јазик секогаш се пишуваат со голема буква. Liest jeden Tag, тој чита секој ден. Das Lesen macht ihm Spaß, читањето му прави задоволство. Или друг пример, sie tanzt gern. Das Tanzen gefällt allen. Танцувањето им се допаѓа на сите. Kommt morgen. Тој доаѓа утре. Sein Kommen wird erwartet.
Неговото доаѓање се очекува. Wir essen jetzt. Ние јадеме сега. Nach dem Essen gehen wir spazieren. По јадењето одиме на прошетка. Тоа беше првиот поттип или инфинитив номинализација, а вториот поттип е клаузулна номинализација. Во овој случај немаме вистинско претворање на глагол во именка, туку целата зависна реченица се однесува како именка синтаксички. Често се користат сврзниците das и ob од зависните реченици Nebensätze, што ги имаме учено во пониските нивоа. Du bist hier, ти си тука. Ich freue mich darüber, dass du hier bist. Драго ми е што ти си тука. Er sagt die Wahrheit, тој ја кажува вистината. Dass die Wahrheit sagt, überrascht mich. Ме изненадува тоа што тој ја кажува вистината. Maria kommt vielleicht morgen. Марија може би доаѓа утре. Ако ја номинализираме оваа реченица, ob sie morgen kommt ist unklar. Не е јасно дали таа доаѓа утре. Тоа беше за номинализирунг, сега одиме со nomen verb, verbindungen, на кратко да споменеме што се тоа споеви на глаголи и именки. Што се тоа nomen verb, verbindungen? Тоа се формирање на споеви на именка плюс глагол. Која е поврзаноста на овие со номинализирунг? Nomen verb verbindungen користат именки што произлегле од номинализирунг, за да состадат nominal стил. Како што кажавме, тоа сте реченици во кои доминира користењето на именките. Ова е често користено за B2 ниво и за полагање на тестови за B2. Например, eine Entscheidung treffen, со значење донесува одлука. Wir treffen morgen eine Entscheidung. Ние утре донесуваме одлука. Eine Antwort geben, дава одговор. Например, der Lehrer gab mit keine Antwort. Наставникот не ми даде одговор. Gab mir keine Antwort. Се извинуваме, грешка. Eine Vereinbarung treffen, се договара. Wir haben eine Vereinbarung getroffen. Ние имаме направено договор. И уште еден пример, in Frage kommen или доаѓа во предвид, или доаѓа во прашање. Diese Option kommt nicht in Frage. Ова опција не доаѓа во предвид. Вакви споеви имаме многу повеќе, за нив ке снимеме целосно видео. Одиме понатаму да видиме уште што е тоа вербализирунг или вербализирање на зборовите. Што е тоа вербализирунг? Тоа е обратен процес од номинализирунг. Претворање на именка во глагол. Например, die Entscheidung, одлука, имаме entscheiden, одлучува. Die Teilnahme, учество, teilnehmen, учествува. Die Verbesserung, подобрување или глаголот verbessern, подобрува. Die Vorbereitung, подготовка, ја претвораме во vorbereiten, подготвува. Verstehen, разбирање. Verstehen, разбира. Која е разликата од номинализирунг? Многу јасно, номинализирунг ја замрзнува акцијата во именка, а вербализирунг ја оживува именката во дејство или во глагол. Тоа беше се за денес, ке прочитаме уште мал број на реченици за пример и ке направиме мала вежба. Номинализирунг,
entscheidet sich schwer. Тој тешко се одлучува. Оваа именка ја номинализираме во die Entscheidung fällt ihm schwer. Одлуката му паѓа тешко. Reagiert schnell. Тој брзо реагира. Seine schnelle Reaktion hat geholfen. Неговата брза реакција имаше помогнато. Die Kinder spielen laut. Децата играат гласно. Das laute Spielen der Kinder stört mich. Гласната игра на децата ме вознемирува. Sie lacht oft. Таа се смее често. Ihr häufiges Lachen macht alle glücklich. Незината честа смеја ги прави сите среќни. Како вербализирунг имаме Die Erklärung war klar. Објаснувањето беше јасно. Ако вербализираме би добиле Er erklärt alles klar. Тој објаснува се јасно. И уште еден пример, Die Anmeldung erfolgte online. Пријавата беше онлайн. Sie meldete sich online an. Таа се пријави онлайн. И за крај на видеото ќе направиме мала вежба или übung. За деривациона, номинализација. Имате глаголи и суфикси, споете ги во номинализирани зборови. Со наша помош имаме Verbesserung, Glücklichkeit, Entscheidung, Forschung und Reinheit. Вежба со синтаксичка номинализација. Имаме зборови. Потребно е да ги номинализирате и да ги пополните во реченицата. Со наша помош. Das Lesen macht Spaß. Читањето прави задоволство. Das Spielen von Fußball ist gesund. Се надеваме дека ги знаете преводите, бидејќи учиме B2. Овие се полесни зборови. Das Schreiben von Briefen dauert lange. Или пишувањето на писмата трае долго. Das Kochen macht Freude. И das Lernen ist anstrengend. Тоа е се за ова видео. Се надеваме дека B2 не ви звучи сложено. Следете не на Facebook и Instagram како германски јазик онлайн и кликнете subscribe на видеото ако сте задоволни од денешното предавање. Се гледаме во следното видео.